Зошто го сакате Скопје е прашањето. Брзата, добро. Зошто го сакаш Скопје, Курпа? Кажи. Извинувам работа. Се извинувам, морам. Зошто го сакаш Скопје? Затоа што е многу поголем град во разлика од другите и многу поразлични луѓе има и не знам се што има и како дома се чувствувам овде. Од кај си? Прилеп. Да. И кај треба сега да однесеш пакет, знаеш, улици научи? Не ми се се уште научени, али ги учам со навигација, си возам така да. Да. Хардкор. Супер, фала ти многу. Убав ден да си имате. Чао. Здраво. Дали го сакате Скопје? Го сакам многу, ево од Африка дојдов, секогаш ми е убаво. На вистина, од Африка дојдовте? Африка, Каде сте во Африка? Либија. Либија и Малта работам као лекар. И си доаѓам секогаш. Оти ми е убаво. Што ви е убаво? Се ми е убаво. Уште не сум отишла на концерт да видам, си ја сакам филхармонијата и така. Тоа е што ми се допаѓа и денес ќе видиме ова, има нешто во и фестивал на кафе и во парк. Градски парк има и Да, има настан. ете така. Тоа е. Да. Значи тоа го нема во Африка, така? Па имаше порано и базари и се, меѓутоа овдека ми е мене. Тоа е овдека ми е, срцето ми е тука и тука ми е убаво. Благодарам. Здраво. Го сакате Скопје? Порано да, сега не. Зошто не? Затоа што многу се измени во поглед на архитектурата. Премногу народ дојде, секој со себе си ги носи своите манири. Така да повеќе не. Да, јас сум постар. Така да го памтам од 70-тите, 80-тите. Какво го памтите? Едно мирно Скопје со концентрирана излегување, кај што сите беа тука. Можевме да направиме што сакаме, кога сакаме, мирно, сега веќе се е раштркано. Гледам по младиве генерации, нема социализација, се е то групирано. Добро, тука и технологијата игра улога, се е преку телефон, не знаат ни да комуницираат. Не знаат ни да зборат, на напишување се толку јаки да мислиш пред тебе ќе дојде некој стварно, но кој ќе отвори уста, гледаш ствари празно. Таа машко, таа женско, така да не го сакам. Не. Ајде го засакате после емисијава. После емисијата, да, радо ја гледам. Да, меѓутоа стално гостува некој кој евоцира спомени од порано и стално викам што се случи. Фала ви. Лепа. Чао. Скопје има микроклима, иско лето, кочан зима, градски циди, голи брда, сино небо, земја тврда. Мате Вардар брзо тече, тајни носи време влече. Скопје прави пати стани, има 9 луди рани. Скопје има славни мала, Дебар мала nije шала. Скопје јава Скопје има микроклима, изгор лето, кучан зима. Ова е само дел од можеби една од најпознатите песни за Скопје, на кого друг како не Лепи Сол. Токму има врска и незината приказна заедно со на Лепи Сол, Маја Бабич во новото издание на Скопје але але. Здраво! Добре, ни дојде на покривот. Добро ве најдов. На Сити Мол и мислам дека не си била во емисија ваква од ваков калибар. Вака со дрон да гледаме снимки, ќе гледаш после колку е убаво Скопје. Ова е моје мало. Овде Така е. доле си го шетам куќето секоја вечер. Да. И буквално како дома да сум дошла, само од оваа перспектива не сум била. Така е, да. Маја, кое е твоето мало пред да стане ова другово мало твое? Центар. Центар? Каде точно центар? Зелено пазарче. А, Кулата веднаш што е залепена за Зелено пазарче, таму сум родена. добро. И таму живеев до својата 18-та година. Скучав во браќа Рибар. Сега
не знам како Не, се вика. не е ни важно. Браќа Ние Рибар го браќа знаат оние Милодиновци кои што. или нешто Да, така да, се вика. Гимназија учев во Јосип Броз Аха. и имав голема фрустрација што немав слободна карта за автобус. Зошто? Затоа што не ми требаше. Ја па како запнав. Не ми требаше и кога Така. особено Јосип Броса, тука Да, школа, да, сетија да, тука. да, да. И Така. губиш во еден момент губиш перцепција за тоа што е блиско и далеко. Така. И понекогаш ми се случуваше пошто сум ја исклучителна, ајде мрза е лош збор да Добро. кажам, не сакам пешки да одам. Аха. И од дома до Јосип Броз ми беше Многу е. Многу се кој ќе оди и така мислам. Ама да, тоа што немав слободна карта ми остана фрустрација од детството. Како одеше кај другарки кои што беа подалеку или немаше такви, сите беа тука некаде или? Па некако сите доаѓа во центар. Аха, Тогаш да. центарот каде Беше поинаков, така. Центарот на Јадрото случувањата. беше, да. Да речеме сега, многу често со сопругот си велиме ние немаме потреба веќе од Карпуш Така е. 4 да излеземе. Да. Навистина се ни е тука. Тогаш не беше така и некако сите доаѓа, кафичите беа во центар, тие малку што ги имаше. Да. И како одев? Одев со автобус, ама плаќав. Плаќав. Да, така е. ама немав слободна. Да, оние ги фати тие кондуктори такви што сечат карти или да, не? Да, Да? се Баш сме се. фатиле. Да, На и задна тие што страна, седеа тие позади. Има една Не изрека кажуваме дека години. Не сум многу стара, Аха. ама многу памтам. Тоа е. И ја ги памтам моја. Да. Така е. Знаеш што сакав да прашам? Сакав да прашам кога споменах кафичи, не многу, ама велиш беше тоа јадро некој кај што се излегуваше баш. Овие луѓе кои што оние помлади кои што ќе не фатат во оваа наша твоја скопска приказна, нема да знаат како Скопје пулсираше некогаш. Не велам дека сега не пулсира на нивен начин, нели или на поинаков начин, но некако во она време на 80-90 Скопје беше град кој што веројатно сите го посакуваат за искачање. Пред да збориме на оваа Добро. тема, ја би сакала да направиме една дистинкција, да знаеме ние повозрастните, да кажеме во наше време. Така е. Но сакам да кажам дека секое време си носи своји убавини. Да. Јас имам возрастен син кој сега веќе викам во мое време. Така што убавината е во младоста и во тоа што го правиме, а не затоа што Скопје претходно изгледало подобро или не. Било поразлично, факт, меѓутоа нема од перспектива на некој 25-6 годишен и тој ќе рече во мое време Скопје Така беше. е, поинакво. Не знам, младоста со себе си носи некои други будалаштини, некои други енергии. На што се сеќаваш од будалаштини? Нема да кажам. Не смеам Една да барем. зборам. Ама свашто сме правеле. Различно беше времето, немавме Добро. толку слобода како што Добро. имаме сега. Доколку имаш излаз? Од 10:30, Ау. 10:30, 11. Ајде да расчистиме. Јас што туку направив 53 години. Добро. Што значи дека тоа е многу одамна. Друго време било стварно. До 10:30, 11 имав построга мајка, да Аха. речеме, која што мислам дека повеќе се плашеше. Така е, Кај отколку сум, што била сум, строга. А и тогаш почнаа кафичите да се отвараат. Значи, кога јас посакав да почнам да излегувам, беше само Скопје. Се сеќаваат моите врсници, тоа е една малтене флиперница. Каде беше таа? Ја не се сеќавам, мислам. Тука исто кај грчка амбасада. Кај грчка амбасада, И добро. тоа беше флиперница, нешто Аха. играа, па почнаа кафе, сокчиња Аха. да служат и немаше каде да се Да. оди за нас Копилјанава, да речеме, Така по да, помалива. 15 години. Така После се отворија Бони и Ани Да. и тоа беше Више тргна. тргна работата. Значи сега си викам со паметов како сме стоеле и што сме правеле на улица. Просто кој бизнис го правеле тие кафици? Сите стојат на улица, Да. никој ништо не пие, ја не знам како бизнис Се правеле. сеќавам, јас не знам ти дали се сеќаваш, ама се сеќавам дека една стотка ми стигаше за една вечер и си поминував сутак. Немам сеќавање за Не за тоа парите, колку, како како било, што, што да. било. Никогаш дома не сме имале ни премногу, ни Така премалку. Не сме оскудевале, ама немам чувство за парите, ама знам дека пирамида беше од еднава страна. Пирамида ја тргна приказната состоење по улици, Боже Да. Господе. Значи просто си викам што сме правеле Баш по така. улиците. После беа Бони и Ани и после тоа дојде кидање од школа, Така е. па пиење кафиња, па Боже, колку сме мислеле дека сме големи, дека сме паметни, па ќе седеме, па нешто пиеме кафе, 15, втора, трета година.
А Ама бегавте тоа е. од школа за да Бегавме. купите сендвич од Камел или Седмица? Седмица Бегавме. беше тогаш? Јас немам сеќавање на Добро, седмица. Камел беше вамо да, преку уличка, да, така? Да, Камел Да. беше. Бегавме, многу бегавме. Во тоа време, во мое време, Јосиф Брз беше прилично строга. Да, многу. Гимназија, јас не бев нешто расположена да бидам најдобар ученик на генерацијата. Сакам да се дружам. Бевме бесни многу. Имаш сеќавање на пријателства? Има некои пријателства што останале од тоа како време? не, Да. Да? Многу пријателства. Пред Мгм. некој ден правевме концерт со Синтезис и Ношпал им ги работи. Аха. Јас со Ношпал у клупа седев. Супер. Уште тогаш црткаша нешто Да, правеше? на сите ни правеше венчаници. Не си. На сите ни правеше венчаници. Одлично. На цел клас венчаници. Да, и вчера Одлично. тој ден позади бекстејдж нели Аха. концертов и Ношпал ми вика, бе се сеќаваш ли, вика нешто со Мирко Попов, Аха. Бог го прости. Он ме накапа мене, па јас изнервирав, па ти ми викаше, Ноки, немој да се нервираш, ја ќе го исперам. Бегавме од часови и кидавме во Бони и Јани. Да. Таму седевме, тоа се одразуваше на нашето поведение во училиште. Се расправавме со родителите, Така. тоа беа нови моменти за родителите. Предходно они го имале корзото, па сега требале да се справуваат. Затоа велам, секое време си носи Така е. свој... Се офарбавме со една другарка во втора, трета година. И класна. Кај се фарбавте за никој да не знае или знаеш, Господ знае баш дом. кога бевме пола црни, пола бели, не знам што правевме. Знаеш со која Маја се викаше и она Маја сега работи како зоочувар во... Знам која Маја. Маја што Маја. имаше бутик во ГТЦ. Така е. Знам која Маја. Со нејза бевме тандем за бели. Еј, супер. Да. И се офарбавме и класната Елена Трајчевска што ни продаваше марксизам, па Леле. потоа ја фатив и И марксизам. марксизам by ја the не way. фатив добро. Да, па после тоа ни предаваше психологија, не Мгм. бркаше двете, викаше вие двете да ве нема. Така, не сме правеле тешки глупости, Да. не сум завршила во полиција, Така не е. сум имала проблем со законот, М, ама сладки, убави Така е, да. глупости. Така е. Знаеш што сакам да те прашам? Многу прашања. Знам дека си ја раскажувала приказната околу тоа како е да си керка на Марин Бабич, нели и од таа страна, што се значи тоа. И сега, утрово, кога помислував на тоа дека тој глас негов, нели, и сето она што го направи и како водител на радио, и како нешто што значи глумците пеат денеска од оваа перспектива, значеше некаков глас кој што веројатно во сите нас некогаш ќе одзвонува, така, како некој кој што има навистина специфичен глас. Но кога ќе помислам на Маја Бабич, и ти имаш некоја специфика во гласот која што е својствена веројатно за семејството Бабич. Не си размислувала на таа тема? Знам дека имам радиофоничен глас. Така е. Внимавав во целиот мој живот и се уште ќе внимавам дикцијата да ја Да. негувам. Не знам дали зборувам до крај литературно, понекогаш се опуштам. Нека ни простаца, во за Скопје е приказано. Да, се Така е, трудам. да. Сакам и скопски да зборувам, меѓутоа дикцијата ми е многу важна. Мгм. Гласот е тоа што ми го дал Мм, генот. Да. Како е со Марин, сега вака како ме прашуваш, сваќам дека просто тој глас кој ќе го слушнеш, тебе ти е гласот на таткото, кој ти вика Мгм. раскрени ја собата, Така е, така. направи ова. Тоа е не поинакво гласот, чувство. да. Така е, кој што јас го имам за некој друг спомен. Да, Така е. и просто целиот лик на тој човек за мене е таткото, а не е познатата личност. Мене ми е ден денеска непријатно кога го гледам на телевизија, Мгм. затоа што јас си го знам во едно друго светло. Да, каков беше како татко? До прекрасен. Јас викам, би сакала сите деца да имаат таков татко, како што имавме јас и Ира, сестра ми. Да речеме, мали кога сме биле, нели ќе се удриш, па викаш мама. Ние сме викале тато. Да, Марин беше домаќин, готвеше совршено, Што добро. се грижеше за нас. Имаше поинаков тип на работа, Да. па беше предпладне Да. дома. И Можеше така, да биде, Можеше така да е. биде со нас. И сега кога го подпораснавме, он си дозволи да малце си даде време за себе, па малце беше поинаков. Ама беше навистина прекрасен. Ние по 2 месеца сме оделе во градиште летно време, моите се разведоа многу, бевме мали јас и Ира. И буквално 2 месеца, 2 девојчиња со татко, ништо не ни фалело. Беше многу интересен, не беше строг, ама беше принципиелен.
Да речеме со мајка ми, 2 остри камења сме се карале, Секогаш. сме се карале како мајка и ќерка. Да. А со него не сум се карала така, Аха. ама од ден денеска го памтам единствениот шамар кој ми го врза. Да. Зашто? Како ме зафучари на врата. Леле. И тоа беше единствен пат кога дигнал рака за да. мене, затоа што закаснив саат време. И тоа беа тие луди години и така натаму, и он стои на врата и ја влагам и он ми вика колку е саат. Ја му викам, не знам Не, колку беше 12 два, и пол. да. Така, кога ме пукна. И ја не можев да се освестам. Дека ти букна шама. Да, ден денеска му го памтам, а инаку целиот знак беше веѓата ја дигаше вака. Аха. И тука више завршуваше сите Знаеш, ја дига веѓата, ти бегај у соба за да Да. не се добиеш Да, нешто. да. Така е. Ама добро, тоа се некои убави искуства. Знаеш, кога ќе можеме на нашиве деца да ги примениме е многу добро, нели, да станеме некои такви, како да кажам, Да. родители кои што им се грижат, им дозволуваат некаков баланс Јас да му направат. дозволувам на син ми Да. се. Само секогаш сум му рекла, имаш право на грешка. Аха. Меѓутоа, било што сметаш, прво што и да направиш, размисли Кажи дали е тоа тука. добро Аха. и дојди кажи го. Така е. Значи, кога ќе влезеш во жива кал, не претај. Да, Викни ме да те извадам. Така е. Така што комбинација е помеѓу Аха. татко ми и мајка ми. Мајка ми била многу грижлива, се Аха. плашела, имала некои своји принципи, учења да се одгледуваат, ама Марин беше интересен, ја почитуваше нашата личност и приватност. Да. Ке си каже он, види Кирко, ја мислам дека ова не е во ред, а ти реши си. Колку потоа по приказите со твојот супруг беше тука да каже, може би ова е вака или онака, нели Владко Стефановски, не знам, си кој не, не нели се од тие? мешаше. Не се Не мешаше? се мешаше, мислам Да. дека учеше од А нас. беше среќен? Да. Да, беше среќен кога нели се правеа големи концерти, кога се шеташе надвор. И сега се шета, нели? Да, зборувам? беше среќен, се гордееше, тоа нас ретко ни го кажуваше, бидејќи тој растел во семејство, дедо ми Бошко, кој што беше доктор на науки, археолог, за него никогаш ништо не беше доволно добро за да биде одлично. И мислам дека Марин како старееше го попримаше тоа бабичевското од него. Добро. И никогаш не ни кажа, леле, браво, Керко, Аха, алал да ти е, да, така, да. ама ќе напишеше на Фејсбук, ќе се пофалеше, значи повеќе пред другите отколку пред нас. Ние сме васпитани, немало кај нас, леле, ама си убава, леле, ама си паметна, Леле, колку си најдобра. Не, никогаш не било ни грда си или глупава си, Да. ама никогаш го немало тоа величање, затоа што секогаш не терале повеќе и повеќе. Можеш повеќе, можеш подобро. Да. Ајде се осврнеме на тоа во Скопје како изгледа да се организира еден концерт на не знам кого сакаш кажи. Веројатно во организацијата си и ти тука дел. Види Кате, ти знам дека имаш уште еден гостин. Да. Ако го отвориме тоа, прво ќе добиеме сончаница, а второ гостинот нема да ти дојде. Ме фаќаш на една тема, Абе, се шегувам. ама стварно, знаеш како се лепи солеве само да ги земаме, нешто што е, нели, како да кажам, вау, така, Не Владко сме работеле, Стефановски. Владко Стефановски. Да, Владко сме го Стефановски, работеле, да, за тоа зборувам, ама пак тоа е приказната која што сите не врзува за некои такви времиња, убаво, све. Кој не го слушнал? Кој не ги слушнал тие? Сакаш да ти зборувам за порано или за сега? Сакам да ми кажеш, можеби некаква паралела, имам уште 10 минути, а ја имам, еве, во некои 2-3 минути. Ајде, предупредувам. Се е различно. Добро. Скопје, од тој поглед, Добро. можам да се буткам на рака со сите млади. Добро. Скопје некогаш, Скопје денеска нема врска. Во однос на организација на настани, во однос на во култура. однос на организација. Јас оваа работа ја работам 27 години и одговорно тврдам дека никогаш не било лесно, но сега е просто невозможно да се прават работи. Ги правиме само затоа што веројатно веќе не знаеме што друго да правиме во животот. Ама Скопје едно време беше фантастичен културен центар со фантастични настани, со фантастични имиња кои што доаѓа. Ние сега се сведовме на цеци, јеци, меци. Тоа полни кога зборуваме содржински. Разбирам. Кога зборуваме организацијски, од мојот аспект, се
кајам што сум се уште во оваа професија. Зошто? Иако многу си ја сакам, Многу е затоа што е убаво. невозможно да се разбирам. работи. Ние немаме ниту една сала каде што можеме да правиме Добар продукции концерт, така и е. настани. Секоја наша желба да донесеме нешто, да смислиме нешто, да родиме нешто, првото прашање е каде. Ние имаме 2,5-3 сали кои што можеме да ги функционираме. Тоа е опера и балет, тоа е филхармонија, тоа е Националниот театар МНТ. Толку се салите. Сите тие имаат своја програма, сите тие имаат А своја... град од 1 милион. Значи- Мислам, ева, нека се 700-800 се секако. Немате представа колку многу добри работи пропаднале само затоа што немаме каде да ги место. правиме. Така И е. тука завршува Така целата е. приказна. Така Да е. не редам, бидејќи кажав Сончаница ќе Да. добиеме. Финансиите за било каков проект се невозможни да се обезбедат. Спонзорствата во Македонија се сведени на срамно, понижувачко ниво. Јас се чувствувам како просјак со должна почит кон сите оние кои што морат Така е. да на тој начин да обезбедуваат приходи. Значи, тотално е свесноста за една култура и за еден ноќен живот на кој што ќе им се понуди контент на граѓаните е на многу ниско ниво. И кај државата, и кај приватниот сектор, и кај капацитетите. Скопје нема конгресна сала, Скопје нема концертна сала, Скопје нема саем, Скопје нема ништо. Глумците пеат. Супер е ова со продолжувањето на традицијата. Топ оди. Веројатно нема да откриете ништо од концептот твој на сестрати, нели, за следното издание, но еве јас само ќе посакам нели должност наша, нели моја како водител е да кажам дека во оваа приказна треба да го споменам и тоа, дека глумците ќе пеат и ќе продолжат да пеат, што е добро ние за сме Скопје. пред крај со Со подготовки? Да. Браво, одлично, Да, ние одлично. сме пред крај со идејните решенија, Добро. почнуваме да влагаме во некаков друг, да го отвараме тоа кон глумците. Не знам, глумците пеат како да продолжија таму каде што застанаа Што е пред супер, да. пред многу години. Така Голема беше одговорноста и кон Марин како идеен творец, но уште поголема кон глумците, затоа што владе една ура дека е тоа една приказна на сите глумци и просто само се нашле двајца, тројца, да речеме Кои што ја малку тргнале штракнати, приказна. кои што ја повторно ја тргнале Да. приказната, не е воопшто лесно. Ама да, тераме. Уште еднаш доаѓаме до тој момент, можеби се знаеме, ама немаме датум. Ете, супер. Па како и држава. Ма што има врска, само нека тера и нека е Сите убаво. бркаме датум. Така е, да. Кажи ми само, сакам да закружиме приказното, имаме и подароци за тебе од Скопје Сити Мол, но Дилан мора да го спомнеме во целата приказна заради Дилан тоа што е едно градско така е, суштество да. кое што во Скопје дојде на 13 ноември. Еве, маја бе. Се случи. Скопјанче право се Да, вика да, тоа. да, Така е, да. Како е да се биде дел од неговата приказна? Дилан е, да кажеме, едно теле од 40 кила, куче, кое што има 9 полни години. Како е да се биде дел од неговата приказна, не знам, за мене он е најголемиот учител можеби во животот. Ме научи што значи трпение, ме научи што значи полека, смирено, да не се повторуваме клишеата дека е тоа безусловна љубов која што он ја Ти дава. помага во депресивни моменти? Да? Најмногу. Да. Најмногу. Ме натера да искочам да шетам, бидејќи јас не сум шетач. Да. Секоја вечер го шетам. Си правам муабет со него. Ми се брза дома за да си го видам. Она што мене мислам дека ме направи подобар човек. Многу голема одговорност е и сите оние кои што се залетуваат да земат куче, Да знаат за да дека се се поиграат, одговорност. значи Така е. и врнело и дошт праело. Да. Значи сега концертот уште еднаш ќе ги спомнам Мгм. синтезис, си завршив, си Добро. дојдов и си искочив да си Да го си го шетам. прошат. Нема друго. Нема, Да. така е. Ајде пред крајот си замисли си желба? Добро. Дел од неа ќе ти исполни Скопје Сити Мол. Вау! Вау! Повели, 2 ваучера се твој, а бујрум твое, кога ќе ги искористиш, само јас да дојдам до нив со ова мој еве, погledате Маја. Благодарам. Ете така. Ова не ми се Се случило. што сакаш, вели. Благодарам.
Се што Благодарам. сакаш има во Скопје, си ти мол. Одлично, одлично, фала. Види на жена кој ќе ја дадеш фри пари. Одма трга, Веднаш искористува, да. И за крај, спомена нешто многу дело на што јас сакав да прашам за крај, но еве емисијата се вика Скопје але, као навивам за. За какво Скопје навиваш? Кажа за Скопје со концертна сала, Скопје со, не знам, што друго, За Скопје. чисто Скопје За чисто навивам, Скопје? за чист воздух навивам, за насмеани луѓе навивам, Мгм. за мирен сообраќај навивам, за културни луѓе кои што ќе се поздрават Мгм. кога ќе се разминат, ќе си се Во насмеат, лифт, ќе кај се да е. извинат Да. ако Сгрешила. потурнале или направиле. Навивам за Скопје со ноќен живот. Една од работите кои што им замерам на не знам више која власт е Така. тоа, ама што го уништија ноќниот живот. Сакам Скопје да се врати полно со концерти, полно со настани, со културни настани. И сакам да биде полно со млади луѓе. Сакам и јас. Фала, Маја. Можда нешто ќе направи ова тука да работи. замислија жилбата Некои работи повтор. Не се купуваат со пари, Така, ама е така. полесно со нив. Така е, фала, Маја. Фала и тебе. За кусур не ми паќаш. Посмевни се, не бери гајле, да мигни ми, ајде на здравје, Скопје! Thank